7 ноември предпладне, среда, нарочиштето за изборните измами од предметот Титаник дојде со задоцнување. Вратите му ги отворија, а тоа беше последното појавување во јавноста на екс-премиерот Никола Груевски. Тогаш не даде никаква изјава. Утредента на 8 ноември поднесе жалба за одложување на притворот преку своите адвокати. Според министерот за внатрешни работи, таа вечер последен пат бил придружуван од обезбедувањето од 6-та управа, а бодигардите ги дале и своите телефони на проверка. Неговото обезбедување го ставиле дома на 8 ноември, некаде околу 23 часот, тоа според изјавите кои што се дадени од страна на обезбедување. А исто така им се одземени од мобилните телефони службени кои ги користеле, односно самите доброволно ги имаат предадено, кои телефони ќе бидат вештачени. Од тогаш до преминување на црногорско-албанската граница за која потврди Албанија, нема никакви точни детали за неговото движење од страна на македонските надлежни органи. Во петокот на 9 ноември судот го одбива неговото барање, но судскиот курир не може да го најде Груевски за да му ја врачи поканата за во шутка. На македонската граница не смел да помине, смета министерот. Од 2017 година, од јули месец, после одземањето на патните исправи врз основа на судската одлука, веднаш е направен распис до сите гранични премини, меѓутоа е направен распис и за тоа дека не може да ја напушти Република Македонија ниту со лична карта. Но српскиот председател Александар Вучич тврди спротивно, дека легално си поминал кон Албанија во унгарско друштво и ноќта, сабота кон недела, ја напуштил Македонија. Dana 11. tokom noći mi nemamo zvanične podatke, ali procenjujemo između 1 i 2 posle ponoći lice Nikola Grujevski ulazi na teritoriju Albanije. Ulazi na teritoriju Albanije, legitimisalo se, ulazi u pratnji 2 lica mađarske nacionalnosti. Според оваа изјава, за која македонските власти не се изјаснија, Груевски останал во Македонија меѓу четвртокот вечерта и саботата малку по полноќ. Односно, поминал цели 26 часа во кои успешно го избегнувал судскиот курир, ако се верува во верзијата по Вучич. Останатиот пат се знае. Минал цел ден, цела недела во Албанија. Првото барање за азил го дал во унгарска амбасада надвор од Македонија. Тоа значи можел да го даде во недела преку ден во амбасадата во Тирана, доколку унгарците решиле да ги отворат вратите за него, иако дошол во неработен ден. Иако не работеле, унгарците му издале и пасавант, привремен патен документ. Вечерта во недела ја напушта Албанија и заминува во Црна Гора со дипломатско возило и двајца унгарски дипломати. Истата ноќ, 11 кон 12 ноември, недела на понеделник, ја минува српско-црногорската граница, префрлене во трето унгарско дипломатско возило во мотел кај Приеполе. По цела ноќ патување, рано наутро, пред зора стига на Хоргош и од Србија влегува во Унгарија. Во понеделник на 12 ноември предпладне стига во Будимпешта и во Канцеларијата за миграција и азил го поднесува и официјално барањето за азил. Унгарски новинари тврдат дека е виден и во средата предпладне на 14 ноември сам како излегува од Канцеларијата за азил и продолжува во трговски центар кој е во близина. Една недела по официјалното поднесување на барањето за азил, во брза и ефикасна постапка, унгарците велат и по сеопфатна анализа на апликацијата, Груевски станува азилант, лице бегалец под меѓународна заштита во држава земја членка на Европската унија и на НАТО. Македонскиот пат до границата се уште не е обелоденет, а нема ниту една оставка или смена по бегството на највисоко позиционираниот политичар кој требаше да заврши во затвор за корупција.